Добар ден и добро дојдовте, пријатели, во уште едно издание од рубриката Прашања и одговори. Моето име, како и секогаш, е Јосиф Дамјанов. Она што тука правиме е одговарање и пронаоѓање на вистината за вашите прашања, дилеми и митови поврзани со теми за здрав и активен живот. Доколку сакате да одговарам на некои од вашите прашања, слободно тоа може да го направите користејќи ги моите лични профили на социјални мрежи Коуч Јосиф, користејќи го хаштагот #AskJosif, доколку сакате тоа да биде и појавно, а секако тука си телефонските броеви на телевизија Телма и социјалните профили на социјалните мрежи и профилите на Утринска на Телма, така да има на многу начини како тоа да го направите, а секако се разбира дека јас ќе дадам се од себе за да ви доближам и да ви дадам што поголема вредност и подобар одговор. Илиева 19 и прашува дали спирулината навистина може да донесе големи бенефити. Илиева, спирулината е многу популаризирана во последно време. Има и доста производители и компании од кои што може суплементација да се земе спирулина. Генерално, она што најдов научни студии е дека според генетика, според едноставно физиологија на спирулината, научниците ја класифицираат како бактерија и постојат три бактерии практично ги издвојуваат како најдобриот вид од спирулина, али не ги запамтив, затоа си ги запишав. Спирулина платенсис, спирулина максима и спирулина фусиформис. Ништо не ми значат, али како и да е, она што спирулината изобилува и со доста антиоксиданси, изобилува и со доста минерали и некои витамини, изобилува и со протеин и практично 60, можеби 70% од составот на спирулината е протеин, али тука и паѓаат и многу луѓе се лажат. А тоа значи дека сметаат дека затоа што користат една мала кафена лажичка спирулина во текот на денот обезбедуваат доволно протеин. Но тоа е многу далеку од точно, затоа што во една кафена лажичка нека има и 10 грама, да речеме, спирулина во текот на денот. 7 грама на протеин е нешто што е далеку од доволно. Не сум сигурен за другите нутриенти кои што ги има во спирулината, дали обезбедуваат доволно од нутритивната потреба на телото. Во секој случај е добро да ја користиш и е супер на вистина, но пак е додаток во исхрана. Затоа ти треба основа на исхраната, а потоа можеш да користиш било каква суплементација и додатоци во исхрана. И конечен одговор и заклучок на твоето прашање дека да, спирулината е супер да ја користиш, но повторно немојте да се лажете дека ќе ви ги покрие сите гревови и дека ќе ве исчисти од вашата лоша исхрана само со тоа што ќе ја користите. Значи тоа е мит, глупост, далеко од вистина и пак речем, немојте да се лажете дека ќе се случи нешто такво.